Охрид, градот лулка на словенската писменост и култура, денеска е центар на одбележувањето и чествувањето на 24 мај, денот на сословенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Со тешки и храбри државнички одлуки ја заштитивме нашата јазична средина. Се додека има луѓе кои го употребуваат македонскиот јазик, тој ќе постои, а ќе постои и нашата држава, истакна денеска од Плаошник премиерот Димитар Ковачевски од централната прослава по повод денот на сословенските просветители. Ковачевски ја истакна важноста на договорот со Фронтекс и рече дека денес македонскиот јазик е признат и рамноправно прифатен меѓу официјалните јазици во Европската унија. Македонскиот стандарден јазик, нашиот официјален јазик е признат и е рамноправно прифатен меѓу официјалните јазици во Европската унија. Нема повеќе внимателни формулации како до пред известно време на описно означување на нашиот македонски јазик, како јазик на македонската култура, јазик на македонската литература или јазикот на Блаже Конески, јазикот на Матеја Матерски и слично. Успеавме и ние. Денес македонскиот јазик е официјализиран по Обединетите нации и во Европската унија. Паралелно со прославата на Плаошник, свеченост по повод 24 мај организираше и ВМРО ДПМН во црквата Света Софија. Лидерот на партијата Христијан Мицкоски меѓу другото зборуваше за молчаливоста на власта на провокациите и отровните стрели на источниот сосед кога се светите браќа во прашање и негирањето на поврзаноста со нив, но повика и на национално обединување. Нема лева или десна, постои само една Македонија. Не постои понуда за брод на кој мораме да се качиме за Европската унија, во делови или целосно. Постои работа, труд, реформи и принципи кои мора да ги направиме за да влеземе во Европската унија. Необезличени и со достоинство. Не постои Европски фронт за Македонија или проруска Македонија. Постои само Македонија со иднина кои сами ја градиме, со европска перспектива кои сами мораме да ја оствариме. Чествувањето на празникот оваа година е под мотото "Писмото е нашиот универзум". Прославата започна синоќа со концерт во црквата Света Софија. Продолжи утринава со панел дискусија насловена македонскиот јазик во словенскиот свет. Делегации на владата и општина Охрид положија цвеќе пред споменикот на Кирил и Методи на плоштадот во Охрид, а централната свеченост се одржа на Плаошник. На прославата присуствуваа и еминентни професори, македонисти и културни дејци кои говореа за значењето на денот и делото на светите браќа, кои се основоположници на словенската писменост и литература и кои се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. Поради нивните заслуги за христијанството, Светата црква ги прогласила за рамни на апостолите.